Желбата на поединци, организирани групи, па дури и странски тајни служби да предизвикаат страф и паника кај населението е мотивот кој стои позади лажните дојави за бомби, вели деканот на факултетот за безбедност професор доктор Никола Дојовски, кој смета дека цел е токму Скопје затоа што станува збор за главен град, со можност да се испратат дојави во повеќе училишта или други јавни институции. Може да стои и поединец, а може да стои и група која што има интерес. Може да стои странска служба, може да стои средношколец кој што нема што да прави, може да стои неговата тетка, војна, било кој, не е важно. Хибридната закана за нас е од безбедносен аспект многу реална. И без разлика која праќа и со која цел ја праќа, мора безбедносните служби да одговорат соодветно. Мора да проверат, мора да го евакуираат просторот, мора учениците, наставниците и сите други да бидат однесени на безбедно и да си течат редовните безбедносни процедури. Тој вели дека хибридните закани во форма на лажни дојави за бомби не се новост за нашиот регион. Тоа се случува и во соседството и тоа во многу поголеми размери. Очекува лажните дојави да продолжат и во иднина. Ова не е почеток, значи овие најави за бомби почнаа во септември, прво во Белград, потоа во Нови Сад, потоа во Сараево, еве сега и во Скопје, што значи дека ова некој тренд кој што ќе продолжи и во иднина. Да се надеваме дека се ќе остане само на вакви лажни пријави. Полицијата тоа и обврска впрочем, иако со ограничен капацитет, тие мора да ја проверат секоја лажна дојава, мора да ги проверат сите училишта. Тој смета дека веројатноста лажните дојави за бомби да доаѓаат од Македонија е мала, затоа што досега веројатно ќе знаевме кој е сторителот. А за тоа дали ќе го откриеме испраќачот или ова ќе остане само еден безбедносен предизвик за сите безбедносни служби во регионот, професорот смета дека е рано за да се процени. Инаку скопските средни училишта веќе втора недела поред добиваат лажни дојави за бомби и досега беа евакуирани во 7 наврати. Тактиката на дојавувачите постојано се менува. Последните дојави се случија наутро во 9 скопски училишта, за разлика од претходно кога дојавите пристигаа на пладне. Додека пак во еден наврат, наместо на секој училиште посебно, на една електронска адреса пристигнаа дојави за поставени експлозиви во неколку различни училишта. Надлежните велат дека знаат од каде пристигаат најавите, но барем засега се уште без разрешница.